Работниците масовно бегаат од државата поради ниските плати, а синдикатот овој екзодус мора да го сопре. Првиот човек на Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија, Маријан Ристевски, посочи дека ќе поднесат барање идната влада да го одобри законот за работни односи за јавниот и приватниот сектор, минималната плата да биде повисока или иста како во земјите од регионот. Мора да се покачи минималната плата. Уште во самиот старт на владата ќе побараме. Со една политичка одлука. Одма буквално после конституирање на новата влада, ние ќе се обратиме и ќе побараме конечно законот за работни односи да биде донесен. На прашањето дали компаниите имаат услови за овие барања, Ристевски вели: Секаде во светот кажуваат, компанијата на крај на годината кога ќе направи колкава е добитката, 60% оди за работниците, 40% ја оставаат компанијата кај нив добитката. А кај нас е обратно. 60% земаат газите, само 40% на работниците. И замислете тој период 30 години за така се работи. Во контекст на работничките права, ССМ на 8 април за здравствените работници, кои работат со договори на дело и со години немаат статус на постојано вработени, ќе се одржи протест, а тие ќе го поддржат. Го поддржуваме тој штрајк и со наше присуство. Се надеваме да искористам во прилика дека барем за 1 мај ќе ја веќе сум во некои разговори со претседателот на Сојуз на синдикати на Македонија и се надевам конечно оваа година можеме да направиме има расположение еден заеднички протест да го одбележиме денот на трудот 1 мај. Од март минималната плата изнесува 22.570 денари, но од синдикатите велат дека и таа е мала бројка, бидејќи животните трошоци се движат многу побрзо од платите.